Фирмите немаат пари, работниците не зеле плата за февруари и март, здравствено осигурување нема, а партискиот интерес пратениците го ставаат пред работнишкиот и граѓанскиот, стои меѓу другото во писмото кое Гласен текстилец денес го испрати до собранието во намерата на работниците итно да им се помогне. Дали писмото со оваа содржина не требаше да биде испратено многу порано? Секако сметам дека е задосната реакција, меѓутоа ние не сме единствениот фактор во државата и исто преку вас како медиуми изминачиот период доволно апелиравме и укажувавме на проблемот дека еве имаме принудни одмори, има отпуштање на вработени, има трансформации. Значи цело време објавуваме што и како се случува и правевме медиумски притисок. Меѓутоа гледаме дека тоа очигледно не ги засега пратениците. Што Гласен текстилец очекува по оваа реакција? Очекувам да сватат, исто како што пишавме и во писмото, да сватат дека се народни избраници и дека евентуално таа поддршка повторно треба да ја побараат пред изборите. Но, освен реакциите за исплата на заостанатите плати, пред работниците и Гласен текстилец е неизвестноста што потоа. Се поголем број немаат пари за сметки, прехрана и здравствено осигурување. На кого сега ќе се жалат работниците кога нивните фирми немаат работа? Сега во услови кога не очекуваме од работодавачите да мислат на оние кои што им го стекнале профитот низ годините, бараме од пратениците, од државата да им помогне на најранливите. Ние цел живот плаќаме во тој фонд.